Почитувани влюбеници во емисијата Астрорум, добре дојдовте во уште едно специјално издание од овој циклус Остани дома, поддржан од делегацијата на Европската Унија во нашата земја. Оваа дигитална технологија овозможува да премостиме многу километри и јас можам да се пофалам дека денес имаме ексклузивна можност да разговараме со еден наш уметник кој што долги години живее во Канада. Само ќе ве потсетам на еден голем хит на Евровизија, 100% те љубам, оној на вистина вешт аранжман, што ја направи песната да е слушлива и што би рекле кечи за сите луѓе од целиот свет. Нашиот Давор Јордановски уште тогаш замина од земјава и од тогаш се чини дека не сопира, ниже успеси, прави многу хитови, многу настапи со различни формации, а неодамна имавме можност да го слушнеме неговото дело и во Скопје. Јас му посакувам добре дојде во емисијата на Давор Јордановски. Ти благодарам, Бранка, за оваа прекрасна најава и добро ве најдов. И јас сум навистина возбуден и почестен да бидам гостин во твојата емисија. Се трудам колку што можам од оваа далечина да ја следам. Преку интернет, благодарение на технологијата, како што најавно и те след задоволство и имаш доста интересни гости и секогаш е интересно да се гледа твојата емисија, така да јас сега што сум дел од неа, навистина се осеќам почестен. Ти благодарам за прекрасната најава и што ме имаш како гостин денес. Благодарам, Давор, и првото прашање во ова сериозно време, како сте? Како се справувате со ова пандемија, со оваа состојба која што е за прв пат сметам во нашиот живот ситуација која што е еднаква за сите, за целата планета. Вие сте, предпоставувам, ги почитувате мерките во изолација, уметниците не мора да сопираат, тоа е можност да творат, да се посветат себе си, но тука се и грижите што понатаму. Да, во ова време, не време, искрено да ти кажам, бидејќи јас сум доброволец, кој што секојдневно се става во изолација во подрумов тука во оваа замдана, и некако многу тешко и не ми дојде ова карантинов. Меѓутоа, на глобално ниво е навистина интересно ова се што се случува, затоа што го гледам како унифицирање на целиот свет, одеднаш некои други работи, оние вистинските постана битни на секој поединец и од се не би сакал, нели, во секој лошо има по нешто добро и ја би рекол дека ова е тоа доброто што сите некако не унифицира и баш вчера со Бони со сопругата се смеевме, се потсетивме на еден филм за се уште насловот не ми текна бидејќи вчера се пазаревме како се викаше филмов, меѓутоа беше со Силвестер Сталоне и нешто за војнината во акционите филмови, како тој што знае да глуми, и со Сандра Булок. И тие се поздравува кога ќе се сретнат во филмот Be Well. Бидете добро. Така да и тој некако поздрав ни стана секојдневие денес. Ја гледам секој имейл што ќе го добијам и што ќе го испратам или ако се сретнам со некого,
тоа be well ми остана као поздрав, као be healthy, stay healthy and well. Така да, ете, таа иднина од филмовите некако ни дојде многу бргу, би рекол, така ете на една смешка, да речем. Меѓутоа станува вистина, да сме добри сите, бидете здрави, бидете оние битните есенцијални работи, нели, за секој човек. Некако ги изгубивме утркава за подобар живот или за екзистенција и во таа фрка и трка за пари, за поголемо ауто, па сега куќава ми е мала, па не знам што. Овие битниве работи ги заборавивме, некако коронава као да не освести малце и не спушти на земја и не стана, се врати таа вредност. Така да од таа страна мене ми е благодарен сум на лошотијава, можеби до толку, ама не би рекол, меѓутоа ете, како една убава работа целото тоа. Вие сте присутни, вашите пријатели си ги негувате постојано и во Македонија, меѓутоа ајде да речеме дека не се сеќаваат на вас што работите последните години. Вие имате зад себе дискографски изданија. Редовно провејува македонскиот фолклор во нив, но не на онаков некако цитати, туку буквално провејува. Имате соработка како студиски музичар со една голема звезда, Шанаја Твейн, и така натаму. Ако ви побарам да направите некое резиме, што ќе кажете Давор Јордановски и Канада последниве години? Вау, значи се плашев дека ќе ми го поставиш ова прашање, затоа зашто сега не знам колку време имаат гледачите, ја многу сакам да зборувам за музиката, поготоа за мојата музика што ја творам. Значи, навистина музиката ми е се во животот и јас сум благодарен што ете го живам музичкиот живот. Ајнштајн рекол дека ако не бил научник и бил музичар, сонувал да биде музичар, а јас често си ја цитирам, го цитирам Ајнштајн и викам дека сум среќен што можам да кажам дека го живеам неговиот сон. Како би сумирал сето тоа? Значи, етно елементите, додека бев во Македонија, не ми сонував дека некогаш јас, иако на факултетот за музичка уметност, факултативно бидев кај професорот Драган Дутовски и чисто информативно, бев многу љубопитен како работи кавалот, како работи гајдата, како тамбура, штимови, начини на свирење и сето тоа секогаш ме интересирале и тоа сите жанрови на музика. Така да ја имав таа информација чисто ради мене и меѓутоа никогаш не ни сонував дека ете тој етно елемент некогаш и ќе го употребам во моите композиции. Се додека не дојдов преку барата тука. Сега, тука се отвора ново поглавје едно во животов, кај што кој не бил, викаат, не знае. Кој не го осетил, не знае што е тоа носталгија. Тоа е едно многу интересно чувство кое што се уште не можам ни ја дефинитивно да го дефинирам. Меѓутоа носталгија кон младоста, татковината, младоста, безгрижноста, корените, кој сум јас. Одеднаш кога доаѓаш во еден ваков котел од мешавина на секоја можна нација во светот што ја знаеш и што не си ја ни дознал дека постоела, одеднаш ги гледаш луѓето на улица и сите се своји и различни и поинакви и носат некоја поинаков идентитет со нив, нешто што не сум имал, иако во мултикултурна заедница сум израснал во Скопје, не сум имал можност да се сретнам со некои култури. И одеднаш се јавува таа потреба на па кој сум јас уствари и од каде доаѓам ја, луѓе, видете, ја го имам ова сега, нели? Нели, во джез музиката од секогаш сум бил влюбеник и од секогаш сум си ја негувал и тоа е нешто што во неодамнешната недамнешното минато
и сегашност не спојува сите нас као култури во светов, би рекол една светска култура би било таа, меѓутоа и тој индивидуалитет, сите од каде доаѓаме и што носиме со нас, одеднаш ми стана битно. Одеднаш кавалот кој што го имав само информативно како некое знаење, почнав да го свирам. Сега, не сум ја некој кавалџија, и не сум нити гајдар, нити овакво, меѓутоа доволно за да изразам некое чувство и некоја идеја што ќе ми дојде, и онда така фино, пошто многу сум вешт со оваа апаратурава за мене и ќе си снимам малку, ама доволно што е добро, и после ќе си го сецкам и ќе си го редам, ќе го наместам онака тип-топ, да испадне дека сум ја најбољи се. И од тогаш тоа етно почна да се провејува, сакајки и не сакајки. Првиот албум кој што издаде се, кој што излезе во Канада, беше за една музичка библиотека која што се вика Sound Ideas. Сега Sound Ideas е куќа која се занимава со издавање за музика ексклузивно и исклучиво музика која што е наменска музика, со мора да биде споена со мултимедијалност некаква, било каква, дали е тоа филм, дали е театар, дали е и така натака, нели? И сега тој албум по нарачка ми го нарача да биде со етносот од каде што доаѓам јас, бидејќи извршниот продуцент на таа куќа се сретна со мене и тоа го побарам, тоа го слушнал, тоа јас што го нарекував забавна музика додека бев во Македонија, го слушнал тој елемент на уникатност и ми нарача 10 композиции кои што ќе бидат овакви, ми вика. И викам, окей, и онда тогаш ми стана како еден подпис, да речам. Тоа е нешто што ме одвојуваше од сите останати овде и така си го провеав патов понатака. Во Скопје завршивте, го комплетиравте музичкото образование, рековте сте имале повеќе интереси, меѓутоа е мејнстрим образование. Но кај вас кариерата професионална не почна нималку мејнстрим. Вие не почнавте со бенд, туку веднаш ви се случи голем оркестар на македонската радио и телевизија, веднаш комплексен звук, веднаш побарувачка за аранжмани, за голем изведувачки апарат. Потоа имавте и бендови, и имавте своји композиции, значи една плодна кариера која што, ајде да наречеме дека веднаш беше на голема врата. Колку тоа искуство ви помогна кога дојдовте во Канада, во еден таков развиен свет и кога почнавте да творите вака? Да, како убаво ова се ме врати као времеплов назад. Јас, навистина, со свој 15 години, сега кој ќе ми текне вака прашање, многу интересно, почнав да свирам во една група која што се викаше Талични том. Значи, Горан Чумлиевски, Јапанот, беше пеач. Гледачите се сеќаваат на Јапан. Јас бев дете и благодарение на Гоце Стевковски, кој што е тапанар, ние заедно учевме во средна школа, во прва година средно, јас и Гоце се споивме, влегавме у Талични том. Во исто време и Октавијан ја направивме. Почнавме снимивме плоча со Октавијан, Летна шема, исто мба композиција од тогаш. И со Талични том првиот настап ми беше во тогашен 25 мај МКЦ, нели? Како предгрупа во тогашна се уште Југославија, значи на крајот на предраспадот на бивша Југославија, бевме предгрупа на Party Breakers. Значи баш тоа ватрено крштење што викаат, со 15 години ја бев на сцената на МКЦ отварање на еден бенд кој што го идеализирав ја тогаш. Значи Party Breakers и Крени према мене беше химна на сите генерации, би рекол на повеќе генерации, меѓутоа јас во таа генерација беше на вистина нешто кој што само на радио го слушавме и одеднаш сум јас на бина со овие момци, батковци поголеми, и свириме нешто заедно. И сега од тогаш понатаму средно музичко би сакал да споменам неколку луѓе кои што навистина има големо влијание и на она што денеска јас го работам. Прво како клавиатурист,
и тие луѓе тогаш не ги ни познавав, ми беа само музичари кои што ги идеализирав и кои што ги слушав на радио и на телевизија. Како еден би рекол Кокан Димушевски Коко, кој што сега ми е другар, и сум благодарен, Валентино Скендеровски, кој што исто ми е сега другар, и го сакам многу. Перо Камиказа од Меморија, кој што by the way свирев со Меморија, благодарение на Перо. Свиревме на 5-тиот албум со Меморија и тогашен беше музички продуцент Перо Камиказа на македонската касетна продукција на македонската радио телевизија. И тогаш влегов во танцовиот оркестар. Како автор и како аранжер на своји 17-18 некаде години бев многу збунет и исплашен. Меѓутоа, благодарение на маестро Александар Джамбазов, така некако ме смири, ме воведе во сето тоа. И секако Кире Костов, маестро Кире Костов, без кого, ја би рекол, темелно имав среќа да го запознавам и интимно и да бидеме пријатели долги години. И следејќи ја неговата работа, остави силен печат во она што е аранжерски пристап, она што сум јас денес. Сега сите тие музичари се голем белег во мене, ги носам секојдневно и творам и се големо влијание од домашните автори. Така да многу сум благодарен и сакам сите да ги поздравам кои гледаат вака. Овој мој успех денес што го живеам е благодарение на сите нив и не само нив, него таа македонска сцена која што ја имаме и треба да се негуваме и да ја поддржуваме. И затоа и оваа соработка ја се уште ја одржувам благодарение на интернетот со многу музичари од Македонија и не мислам да запрам никогаш. Вашето семејство ви ја даде потребната поддршка со самото тоа што сте уметник, музичар. Тоа подразбира многу откажувања, несигурна иднина и штом сте успешен, сигурно тие ви помогнале. А денешното семејство знам дека исто така ви ја дава поддршката. Штом сте толку активни. Да, секако, мислам, ти благодарам на ова прашање. Јас многу сакам да зборувам за нив, без мама Ани и тато Диме и Дарко, брат ми. Ние топтан, секојаш на смеја си викаме фамилија Тарана, се влечкаме по светот кај ќе стигнеме. Секако дека немаше да можам јас да се занимавам, секој некои други есенцијални работи, битни ќе ми беа во тоа време, отколку со уметност да се занимавам. Така да таа поддршка е, многу сум благодарен на мама и на тато и на бато и многу ги сакам и сегашно моето семејство Бони, кое што дојде една година после мене во Канада, ние се забавувавме во Скопје кога бевме заедно и сега си имаме две дечиња, Кико е 14 години, Лина е 7 и така сме среќни. Имаме една мачка, се вика Моли и Моли е најслаткото нешто, најголемо у свет што сте го виделе. Многу ја сакаме Моли. И така. Секако без нивната поддршка не би било, мислам би можело ја што вика да сањам вакво нешто. Така да многу љубов и благодарност. Да, децата впиваат, дали го наследија талентот од вас прво, а потоа, иако и од мајката, јас знам дека вашата сопруга и настапуваше со вас, така што не би требало да не се музикални. Дали имаат афинитети да се занимаваат сериозно со музиката? Па, да, и Кико и Лина, и двајцата имаат апсолутен слух, тие не се свесни за тоа. Многу се музикални, се чачкаат по инструментиве. Кико свири клавир, свири саксофон. Лина сега нешто, не знам, балерина сака да станува, многу убаво пее, си компонира песнички секојдневно. Меѓутоа јас како професионален секако дека сум тука за нив и секако дека се ова е и нивно.
Така, они и сакале некеле го имаат тоа во нив, бидејќи растеа со 300 инструменти околу нив секојдневно и музика нон-стоп се свири во куќава, така да нема опција, ама да не го впијат тоа. Дали тоа ќе им биде нивна иднина или животен пат, тоа на нив останува. Како поддршка секако јас сум тука, Бони е тука, сите сме тука. Да, интересна е таа работа. Генот си го прави своето, знаеш, јас често размислувам на таа тема. Мене дедовците ми свирале инструменти, меѓутоа никој не бил професионален. Ете, јас сум го скршил тој мраз некако. Така да децава дали ќе продолжат или не, who knows, ќе видиме. Некако работите се местат, го бираат вистинското време. Ви се навраќаат сите аспекти, сите поранешни афинитети кон различни жанрови. Ова го зборувам за да дадам некако вовет на она што го слушнавме во Скопје. Практично доаѓате до моментот да се занимавате повторно со класична музика. Значи слушнавме ваша композиција за класичен камерен состав. Дали тоа е можеби следното поле што го отворате или едноставно беше случајност? Ќе останете во оној ваш најомилен и водата во која што најдобро се пливате, фјуженот. Ако можеме се да сумираме некој синтезис или фјужен или како веќе. Да, тоа е многу тешка дефиниција, а денеска можеш да се дефинираш некако како би можел да бидеш присутен на сите овие дигитални платформи по интернет, од Spotify до iTunes, до Apple Music, сите ти бараат некој канал каде да те сместат, за да може тоа некако да функционира, пошто алгоритмиве сами си ја тераат работава. Fusion би рекол е убава дефиниција на сето тоа, бидејќи јас сакам сета музика. Јас и као дете многу сакав да одам во шутка и бев фасциниран од свадбите на ромите тамо кои што траат по 5 дена и музиката не запира по 24 сата на ден. И викам како ова фасцинантно, као да е друго постоење од некој паралелен универзум, и тие влијанија од таму ми се многу драги и многу мили. Да, класичната музика и ја негувам, како да не. Јас доста се занимавам со компонирање на музика за документарни филмови тука и делот од таа музика е секако и мислам концептуално и класичен пристап, нели? До сега имам 5 албуми издадено и секој од нив е комплетно различен по својот карактер и по својот аутлет, би рекол. А едно нешто што ги унифицира е тој фјужен. Класично, имам доста класични дела и да, сакам да ги спојам во една свита и евентуално една симфонија еден ден, не сега. Би сакал да завиткам така и да... Меѓутоа секако ќе има влијание од сите останати жанрови, бидејќи тоа ми е љубовта, тоа ми е интересното. Многу сакам да чепкам по сите страни од светов и да видам што од каде би можел да направам некоја супа која што ќе биде лесно јадлива, а нема да горчи, нели? Секој ќе може да ужива во неа. Вие така и се однесувате и при изборот на соработниците, но не ги заборавате добрите македонски музичари. Знам дека доста музициравте со Алексе Куловски, кој што исто се пресели во Канада, и со други уметници. Како ги бирате соработниците? Според музичката определба или сепак тие треба да ви бидат на иста фреквенција и пријателска и се што знам, музичарите ќе кажат, мене ми е важен процесот, а самиот производ е само резултат на она уживање што траело. Токму така, тоа си има дел вистина у тоа. Како ги бирам? Па по енергија. Мене ми е многу битно да имам спој, клик. Тоа е љубов, тоа е као
као брак. Кога ќе кликнеш на некој човек, се засакуваш и тука трга работева и нема причина зашто да не оди, нели? Пред се како луѓе и како карактери. Сите ми се драги, посебни, со сите музицирањево ни е поинакво и посебно. И благодарен сум на тоа. А секако дека таа почва кај нас неверојатна, има толку една рака што викаат сме народ, а толку талент искача од таму и толку музичари врвни. Со секогаш е задоволство да ако јас сум тој некој што да се расшири таа наша култура подалеку, тоа ми е и некако и целта во животот, сакајки не сакајки, од временска дистанца кога ќе се свртам назад, кога гледам што се случило, што сум правил, што не сум направил, тоа е нешто што секогаш се враќам на тоа, значи на корените, нели? Драги музичари од детството, од периодот кога сме растеле и сме учеле заедно, слушајќи ги, не знам, Рей Манзарек и Џон Лорд во тоа време, па се до денес. Да, од секаде од светот. И благодарен сум на тоа, свирам со многу луѓе и многу имам свирено и во моментов сум музички директор на 7 состави, сите различни по карактер и по начинот на музички израз. Да, и колку можам да изборичкам, како што реков, таа супа луѓе од Македонија, толку ми е мене. Радоста сам си ја наоѓам во тие некои работи. И среќен сум за тоа. Овие нови времиња дозволуваат и исто така наложуваат музичарите да не бидат само изведувачи, да бидат и промотори, продуценти, менаџери, собствен пиар. Колку повеќе вештини некој поседува, толку поуспешен е. Вие самите споменавте пред да ве прашам, имате собствена продукција, имате свое студио, застапувате музички состави, но како што предвидевте на почетокот на емисијата дека нема да има време се да споменуваме, јас ќе ве прашам сега, ако е ова состојбата со коронавирусот една опомена за човештвото, еден застој кој што треба да го искористиме, да се замислиме што понатаму, како ја гледате иднината и вашата и на останатите ваши колеги музичари, ќе може ли да се направи подобар свет онаму каде што тој забега и дали ќе може да се вратат добрите работи кои што постоја? Сега е тука загриженоста за публиката, дали таа ќе може да доаѓа масовно на концертите, зашто најголемата храна за музичарите е таа интеракција со публиката. Да, тоа е тешко прашање кое што веднаш од првиот момент од кога влеговме во оваа пандемија ме потресе и секојдневно мислам на таа тема секако. Не знам кава би била иднината, многу тешко прашање, меѓутоа немаме опција него да го најдеме патот. Ја мислам дека љубовта е единствениот пат кој што не унифицира сите и музиката е јазикот на љубовта кој што ќе преовладее. Од тие настани и настапи, концерти и турнеи кои што ги имав закажано, сите нели се откажаа сега до далјнек, не знаеме кога ќе се врати се до тоа. Меѓутоа сите се сме на овие онлайн концерти, онлайн настапи, поискрени би рекол, не толку претенциозни, веќе одеднаш сме дел од едно големо семејство и веќе мојот настап е дел од дневната соба и јас сум од мојата дневна соба, свирам во дневната соба на слушателот. И од сите останати музичари, од дома се спојуваме. Така да светов рапидно иде према овој виртуелна реалност, која што е многу интересна.
многу ја сакам технологијата и едва чекам нешто ќе биде следното што ќе се случи. И тој би бил начинот. Како понатаму ќе патуваме со времето, сите сме во иста барка, нели, во исти чамет сега и сега на кај ќе дувне ветрот ќе видиме колку можеме ќе одржиме само да не се преврти. Ќе се најде начин. Јас верувам во тоа. Само со добра мисла и добра енергија и со љубов ќе се најде начин. Од дома, од мојот дом во вашиот дом. Има ли поубаво од тоа? Мислам, секако интеракцијата е многу битна. Ми не достигаат луѓе, бидејќи јас многу сакам да седнам и да општам со другари, уж едно пиво или кафе или не знам што, или симит богача, која ќе доам во Македонија, со јогурт. И ова е сега тоа е, нужно зло, нели, ќе го пребродиме, ќе биде добро. Верувам. Кога ќе дојдете следниот пат во Скопје, јас се надевам дека ќе може да уживаме во некое музичко патување, нешто најново што творите. И Симит Погача ќе се среди, ама ветувам дека кога ќе дојдете во книжарницата на Литература МК, ќе ве почестиме со некоја книга, некој издание. Од која област ве интересираат книгите, еве накусо да ми кажете? Уметноста секако. Многу радост ми приредува музичката рок енциклопедија на Тошо Филиповски, што си ја донесов во неколку примероци тука и ја раздавам кај ќе стигнам. И таа си ја листам деновиве и само си откривам некои бисерчиња внатре, кој кај свирал, што свирал, у кое време, како се случувале работите. Многу ми е интересно тоа од секогаш. Кој што реков на почеток, мене музиката ми е живот. Животот ми е музика. Јас поинаку и не знам што би правил. Така да, ете, една книга, музичка со музичка тематика. Може ќе се решите и вие еден ден да ги ставите во книга сите ваши доживувања, сите ваши состави, тоа би било интересно за читање. Еден ден, да, сега за сега сум многу бизи, што викаат, зафатен сум со креирање, не мислам многу на тоа што поминало. Веројатно да, би било интересно, зашто не? Мислам, секој еден музичар има најмалку 3 тома за пишување од неговиот живот, дали е тоа творечки или изведувачки, така да секогаш се тие интересни приказки за слушање. Ја радо ги раскажувам и на децава и на пријателите. Вие само да направите попис на целата машинерија што ја имате спецификација, веќе половина книга ќе издадете. Исто така и кога е во прашање творештвото и кон крајот, навистина би било убаво доколку го завршиме разговорот со некоја музика во живо, вака, виртуелно, она што е актуелно деновиве, што ќе ни одсвирите, Давор? Ти благодарам, Бранка, за најпрвин, што сум повторно ти се да благодарувам што ми имаш како гостин денес. Навистина ми е чест и задоволство и прекрасен разговор. Јас ќе ви одсвирам една варијација на тема на недвижнини. Секогаш се смеам. Тоа е варијација на македонска песна "Не си го продавај Колјо чифликот". И оди вака. Голем поздрав!